Добро утро, добар ден, добро вечер, драги гледачи, во зависност кај сте, нормално од кај не гледате. Ова е прво студиско интервју на Андријана Јовановска и токму мене ми припадна честа да сум нејзин гостин денеска. Андријана, како си? Фала ти што си ти тука, пошто моментот што јас ти се знаеме долго време ме прави малку поопуштена. Кога сме кај првото интервју, дали се сеќаваш ти на твојот прв настап на сцена? Прв настап на сцена, искрено ти кажам, професионален или непрофесионален? И непрофесионален. Прв настап на сцена, мислам, во студија ми беше на Шарам Барам. Добре. Кога бев второ оделение, основна школа, ја пеев песната Борса Дила. Паметам тогаш ојдовме во зградата на Македонска радио телевизија. Прв пат да видам толкава зграда, тоа беше неонеса со автобусот од Охрид Григор Парличев и беше убаво искуство. И имав трема, таман дур се местев и го фатеа и местењето на панталоните, така малце беше смешно. Добре, значи полека и мојата трема ќе помина. Јас сакам да те најавам како Владко Василевски, заради тоа што луѓето не те познаваат, луѓето те знаат како Владимир Четкар. А Четкар е всушност семен пекар кој што трае со години. Да. Раскажи ми приказната. Дедо ми, значи, тој е занает, кој го научил во Полоешт Романија уште колку дете, кога бил со прадедо ми на печалба, да кажам, работно, и го донесол во Македонија, во Охрид, и таму почнал да си го работа за наетот, после тоа, нели, татко ми, сите го научија, дури јас го научив, ама ето, не го практикувам сосем поинаку, ми трнат животов и определбава, а сите ме знаат како Четкар, никој не ме знае како Василевски. Како замина во Беркли? Како замина во Беркли? Четкарството е, да речеме, некоја семејна традиција, ти се реши за музиката и при тоа на еден од најдобрите коледжи за музика во светот. Со авион, нормално. Малце беше, значи, несигурно дали ќе студирам во Холандија или на друго место, ама испана да на крај, ради сите тие околности, и најидеално место за наетов, и тоа е занает музикава, значи, да го изучувам во Беркли колеж за музика, кој е една институција која предначи пред сите други институции за изучување на модерната музика. И така почна таа авантура музичка, животна, да кажам, што ме однесе на многу краеви на светот. И ево, ради тоа што го работам сум среќен и се чувствувам како и да не работам, бидејќи стално уживам во работава, истовремено и обратно, и кога уживам фактички работам, и кога работам уживам. Константно си некако на релација Македонија-Америка. Да. Дали заради сталните патувања, значи ова се нели бизнес патувања, ти често патуваш и по светот, меѓутоа, дали можеби тоа беше инспирацијата за твојот најнов сингл Trail the World? Дефинитивно тоа е мојот начин на живот, значи јас многу пати, значи, заборавам во која временска зона сум, некој пат дури патувам 12 сати, 13 сати разлика, и меѓутоа све некако е како некој сон, бидејќи каде да стигнам, повторно го представувам тоа што го работам, истовремено учам за таа култура и добив до идеја дека повеќе самиот се осознавам себе си кога ќе патувам. Мислам дека сигурно и ти кога ќе патуваш негде. Апсолутно. Ќе видиш ти се прошируваат погледите. Точно, и самиот себе си се спознаваш. И така да во самата Travel the World песната, мислата која е исто дел од текстот е set out on a journey far to find who you really are. Да тргнеш на некое патување за да се осознаеш вистина кој си. Си поминал многу дестинации. Која е омилената дестинација? Каде би се вратил повторно? Јас секаде кај што скоро сакам повторно да се вратам, само истовремено си мислам толку некако краток животов и посакувам стално да е нова дестинација. Нормално затоа што сакам да видам што поиќе од ова небесно тело, со повеќе култури, земји да посетам и сватив дека дури и 10 животи да имаме, не можеме ни една десетина да видиме. Така да мораме да дефинитивно ми се некои најбавите искуства што сум ги доживеал во Никарагва, во тој дел Централна Америка, Колумбија, Јужна Америка, бидејќи некако волшебно е тој
како мал читав многу историја меѓу американските култури, маите, ацтеките, инките и тие локалитети археолошки кои ги видам се чувствувам како да си го живеам тој детски сон, а многу е битно детето во нас да е живо. А каде би сакал да отидеш? Каде што не си бил до сега? Каде што не сум биден? Многу би сакал не едно место. Би сакал многу да одам во Сибирија. Сакам да ги видам тие предели таму, иако се малце екстремни, ама би сакал да ги доживеам, да видам сибирски тигар, само да останам жив и така. Да се бориш с Не. Не да се борам, ама мислам тоа е таму Камчатка, тие предели да вистина се невероватен еден контраст на снег, на мраз и на вулкани, на лава. Нешто слично како тропско во Хаваи, ама во друг екстрем. Замрзнато Хаваи, да кажам. Тоа би сакал да го доживеам исто. Постојано и ти поставуваш фотографии од твоите патувања и секогаш фотографиите изгледаат прекрасно, меѓутоа мора да те прашам, кој ги прави тие фотографии? Кој ги прави? Кој ги слика? Стално различни луѓе ги сликаат. Некој пат ке е пријател, девојка, некој пат ке Ајде да позборуваме за Фреди, девојката. така. Да? Многу ретко зборуваш за твојот приватен живот. Така. Не те следат скандали, од друга страна. Да. Секогаш си окружен со убави жени на стапите или било каде да се наоѓаш, а девојката ја криеш во тајност. Па слушај, таков ми е животов мене. Целава работа ми е јавна и некои работи сака малце да ми се приватни, тоа е точно тој приватен живот и затоа не ќе да го коментирам, ама нормално пред све не можеш да си ти во ова работа, а да имаш некој љубоморен партнер или било како, така да дефинитивно тоа е убавинава кога е приватно, кога е скриено, тоа е малце и посебен шмек. Значи може би си оженет, а никој не знае. Не сум оженет. Меѓутоа, ако се оженам, ќе те поканам на свадба. Добре, следната твоја дестинација е Азија. Токму така, Југоисточна Азија. Планирав да заминам прво во Њујорк претходно, меѓутоа ето ради многу околности директно ќе одам Азија, значи на 2 декември. Повторно те чекаат фестивали како минатата година? Точно така. Стално фестивали, големи джез фестивали, Thailand Smile Jazz Festival, имам 2 концерти на островото Кох Самуи. Тоа е малце како бајка да кажам, многу убави плажи, многу убави да кажам многу убави неколку сцени се и на самата обала ја прават сцената, што е навистина една симбиоза на уметност, на рајска убавина. Тајланд е стварно една најубави дестинации што сум бил во животов. И исто и во Банкок имам концерт. Со Кох мистер Саксман, кој е еден од најпознатите музички, да кажам, селебритис во Југоисточна Азија. Имавме со него повеќе интервјуа по последниот пат кога бев на национална телевизија во Тајланд, повеќе национални телевизии и убава промоција добив и потоа заминувам за Камбоџа во Пном Пен, каде што имам концерт за Удиџес фестивалот. Бев лани, се повторно ме покана и потоа евентуално можеби во Хонг Конг, ќе видиме, се уште сум во преговори, се враќам тука во Македонија токму за Нова година, тој период. И после патувам крајот на средина на јануари во Њујорк. Имам снимање и ме чека таму турнеја. Дали е снимањето на албумот кој што го најавуваш веќе нека време? Снимање на албумот, појќе не некогаш ги снимам само ритам секциите, некогаш гудачките секции, дувачките секции, аранжманите ги правам дори сум тука во Македонија, во Охрид. Текстовите и цел тој концепт го осмислувам, се шетам по езерово. Може би некому чудно му изгледам, јас се шетам си, мислам си, работам со глава. И после имам концерт во Менхетен, во BB King клубот на 2 февруари. После патувам во Кливленд, во Найтаун, тој е еден најпознатите топ 10 на Билборд джез клубови во светот. Кај што свирам во втор пат, потоа во Детройт, во Джез кафе, во Мюзик хол, во Чикаго, Торонто и повторно се враќам во Њујорк. И така ми е некако, затоа и многу ми е сецкано тоа работно снимање во студио. Да, затоа се одолжи некако подготовката на албумот. Нормално, мислам, јас работам истовремено и настапувам и се работам сам, така да е многу поинако од целава музичка сцена што ја познаваш во Македонија. Ама вика да ме познаваш и мене, така да знаеш многу добро. Последно време поминуваш во Македонија, за разлика од луѓето да речеме кои што заминале надвор и остануваат таму, ти некако
се враќаш, како повторно да си ги пушташ тука корените. Токму така. Андријана, стално знаеш дека си уживам кога сум дома. Сон ми беше да ги избалансирам овие работи, да можам да патувам почесто дома и работно исто така. Има многу настапи во Македонија овој период. 11 поточно. И некогаш само да ги видам моите, ама сега е све повеќе поврзано и со ангажмани, така и нормално секој еден квалитетен музички продукт мора да биде експортиран надвор. И токму тоа ми се случува, ме бара да настапувам на секаде скоро во светот и се повеќе и повеќе, меѓутоа и дома ме барат. Така да тоа е таа баланса. Ако останеш на едно место само, значи дека нешто не е во ред. Со мојава работа. А што е со тебе? Кој ти е музичкиот сон кој што се уште не ти е исполнет? Јас немам главниот музички сон мене ми е да Андријана да можам сите тие емоции во мене кои ги поседувам, кои ги чувствувам, кои ги доживувам, дали со пријатели, дали со шпатувања, дали со било што, сакам да ги преточам во музика, во идеи, во мелодија, во лирика музичка. И тоа е сонов да шо поиќе попотентна. Јас песнава работам како еден проект кој е директно поврзан со мојава душа. Дали музикава е само некој далински управувач, да кажам, измеѓу душата и измеѓу финалниот продукт, која е емоција. И токму гледам да сум перфектен, аранжмански, да има слоевитост, да слушнеш вториот пат нешто друго. Не одам само на таа површна мелодија, гласен мастеринг и тие работи, него во многу финеси, не боркам тренд, како што стално љубам да кажам, си имам стил, си го работам, препознатлив ми е звукот. Не само за мене, за светски имиња како Боб Синклар, кој ме внајмиле да работам за нивни проекти. Димитри од Париз. Димитри фром Париз, Джесто Фанк, Том Молтон. Тоа се све имиња кои многу значат за луѓето кои се разбираат во музика. Предпоставам дека тоа е причината заради која што имаш договори со светски музички куќи, издавачки, кои што ги издаваат твоите песни, твоите цедиња. Така, последниот продукт посебно, значи секој продукт гледам да е скалило погоре или 10 скалила погоре. Последниот албум беше 10 скалила погоре. Ми издадоа куќи како Warner Music, тој е најголем музички гигант во светов можеби, конкретно во Кореја. Во Токио, во Јапонија ми издаде P-Vine, и тоа е најголемата јапонска куќа за Motown музика, која ги купи сите права на Motown музиката, soul, funk, диско. Повеќе куќи во Soul Barda Records во Англија, во Маđарска, во Австрија, германското говорно поречие Германија, Newtown ми излезе Records. Имаше многу куќи кои се заинтересира и нормално јас сум газда на својата музика. Не сум ја продал душата на ѓаволот, да кажам, правата не сум ги дал никого, и тоа е иденината на секој самостоен зрел музичар, и нема поинаку да се работа. Не е веќе истата шема како порано да те потпише куќа и да те менаџира на секаде. Тоа се распадна. Сега е многу поинаку, и иднината на некој музичар кој сака да се зачува својот музички идентитет е да се само менаџира. Нормално со посредништво на повеќе агенти. Ова е убав совет за тие што сака да промовираат музиката надвор од Македонија и балканските граници, да бидат храбри и самоуверени од аспект на својот продукт и тогаш да тргнат напред. Никогаш ако се колебаат, нема да вистински успеат. Мораш да си сигурен во својот продукт. Јас се надевам дека твојот следен албум ќе биде уште за 10 скалила повисоко и дека ќе дојдеш тука во студиото, или можеби ние ќе дојдеме ете во Охрид, па покрај езеро, да се прошетаме и да направиме нова приказна за тоа што се случува ново кај тебе. Кажи ми само сега како вака прво интервју, веќе чувствувам како со најискусен новинар да разговарам, да си имала 1000 интервјуа, како се отпушти вака? 1000 интервјуа можеби сум имала прво во студио, ама знам, нормално знам во студио. Слушај, јас си рекол ке треба да се напијаме нешто, ама немаше потреба. Ќе се напијаме после камерите, да. Фала ти што дојде, фала ти што одвои време. И ти благодарам, Андријанче, кејф ми е со тебе што стварно имавме интервју и вакво, имаме поранешни, ама ето ќе си остане во една историја, да кажам, ова интервју како прво во студио со тебе. Фала ти уште еднаш.